Охрид по се изгледа оваа сезона ќе остане без уредени плажи. Владата на вчерашната седница донесе уредба со која бара газдите на кои им се истечени концесиите да ги отстранат масите, шанковите, лежалките и објектите кои ги изградиле и плажите да ги вратат во правобитна состојба, бидејќи им е истечен договорот за закуп, а таков статус имаат сите на Охридско-Струшкото крајбрежје. Владата предупредува и дека доколку газдите не постапат по одлуката и продолжат да работат на диво, ќе бидат санкционирани од пазарната инспекција. Се задолжува закупецот да го врати во правобитна состојба градежното земјиште кое било предмет на краткотраен закуп, предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација за плажа, за кое временскиот рок за краткотраен закуп е истечен или предвремено раскинат. На сите плажи договорите на концесиите им се истечени уште во 2017 и 2018 година. Во текот на 2018 имаше јавен повик на кој конкурираа повеќе концесионери, но истиот се поништи. Оти Министерството за транспорт најави дека ингеренциите врз плажите ќе ги преземе владата. Од тогаш таа најава е на статус кво. Не е објавен ниту еден нов јавен повик за плажите, па тие последниве години работеа на диво. Концесионерите кои со години се заглавени во правно-политички лавиринти велат не по нивна вина, сега се присилени да почитуваат скандалозна одлука која во овие услови ќе ги донесе на рапна екзистенција, но ставовите ќе ги кажат јавно кога истата официјално ќе излезе во службен весник. Охридскиот градоначалник пак кој на заеднички состаноци претходно инветуваше на концесионерите заедничко решение за проблемот и дури најавуваше дека ќе си поднесе оставка ако им се срушат објектите на плажите, сега е задоволен и ја поддржува ваквата одлука на владата. Ја поздравувам уредбата, со ова очекувам конечно да се стави ред во искористувањето на крайбрежјето на Охридското езеро за туристички цели, кое се провлекуваше како проблем години наназад. Неговиот струшки колега Мерко пак е на друга страна. Тој пред само 2 недели рече дека во неговата општина не само што нема да се руши, туку и ќе се доградува со цел градот да расте туристички. Но ставот конкретно околу плажите вели ќе го каже откако одлуката ќе помине во службен весник. Инаку оваа уредба доаѓа во период кога поради штетите од пандемијата врз туризмот се врши промоција, граѓаните ова лето да летуваат во домашните туристички места, меѓу кои и Охридското крајбрежје, во ситуација сами да се ги рушат објектите во кои со години вложувале финансиски средства, се наоѓаат сопствениците на 25 плажи, од кои поголемиот дел се лоцирани на најатрактивните локации во Охрид и околу 10 во Струга.